Здраво на сите, јас сум Виолета Стевановска, одделенски наставник во Основното училиште Свети Климент Охридски од Битола. И ова видео, овој туторијал ќе ни послужи за тоа да објасниме како се користи платформата Edmodo, зошто е таа корисна, на кој начин треба да ја користат учениците и како може да биде практична во реализирањето на учењето и на домашните задачи. Добро ни е позната ситуацијата во која сите се наоѓаме, така да ќе биде многу лесно доколку ги искористиме алатките кои ни ги нуди интернетот, за да можеме да бидеме ефикасни сите во работата. Заедно со моите ученици, со помош на родителите нормално, креиравме училница, електронска училница на нашето трето одделение на платформата Edmodo за полесна комуникација, значи за да можам многу полесно да комуницирам со учениците. Исто така за да можат истите да ги поставуваат своите задачи, значи да ги читаат, да ги поставуваат, самостојно да ги решаваат и за да можам јас како наставник многу полесно индивидуално да го оценам нивниот труд. Меѓутоа наидовме на една дилема како да се поставуваат задачите, односно како да ми се одговара на поставените задачи во самата платформа. За да ја решиме таа дилема, решив да го направам ова видео и да ни објаснам и на родителите и на учениците како полесно да ги поставуваат изработените домашни задачи. Најпрво, за да може да го искористиме овој момент и да имаме практична работа, видеото ќе го поставам овде, еве така. Значи сега сме во фаза кога треба да се најавите на Edmodo. Во овој дел, значи овој каде што ви покажувам, се најавувате, знаете, и потоа влегувате во самиот профил. На самиот профил, значи јас влегов од телефон, за да може да видите како изгледа, ради тоа што повеќето од вас ги користат телефоните, меѓутоа истиот поглед на кога ќе се најавите како ученик. Јас нормално креирав профил за да изгледа како ученик. Со тоа што креирав профил и сега одам на задачата. Значи овде се гледа дека наставничката Виолета Стевановска, која е најавена како наставник, значи се гледам дека мојот наставник веќе креирал задача која ми се однесува за понеделник, односно за 33. За да можам долу, значи еве ги сите можни опции кои ги имате, значи за испраќање на пораки, за гледањето на одделението и така натаму. Она што треба да направите, значи ве молам, немојте да постирате горе над зидот, немојте да ми испраќате лични пораки. Она што треба да направите е да кликнете на View Submission. Еве, тука ви е поставено на оваа задача, значи на оваа слика, кликнувате на View Submission. А за да ја заприметите задачата која сум ја постирала, односно која наставникот ја поставил како таква за решавање, значи ќе го видите ова знакче и ќе пишува задача за понеделник и до кога треба истата да се реши. Уште еднаш ви повторувам. Немојте да ми испраќате пораки, немојте да постирате на зидот. Одете директно, значи на самата задача, за да може истата да ја решите. Кога ќе кликнете View Submission, ви отвора вакво прозорче. Значи пишува задача за понеделник 33.2020 година. За да можете понатаму да работите, значи си ги прегледувате презентациите, ќе видите од страна, значи во овој дел, овде ќе ви бидат сите задачи кои јас ги имам дадено со објаснување што и како, или претходно ќе си ги прочитате, ќе ги спуштите и така натаму. И сега пристапувате кон тоа учениците да ги напишат задачи. Тогаш, откако ќе ги напишете, значи ако пишувате на компјутер, ги зачувувате во Word или во PDF или во PPT документ на самиот компјутер, значи на работната површина. Доколку пишуваат учениците во тетрадката, тогаш ги сликате. Кога учениците ќе се готови, значи или учениците кога ќе сакаат да ги прикачат нивните документи, одиме на полето Attach. Значи еве, тука ви имам поставено слика, одиме на полето Attach и File from the computer. Тоа значи дека фајлот кој сакате да го прикачите ќе биде од компјутерот, значи во случајот тие што имаат компјутер, или од телефон тие што имаат телефон. Доколку сакате да поставите слика, значи ученикот изработил нешто и сакате да поставите слика или веднаш да го сликате, одите на камера.
Значи, кога ќе кликнете на камера, излегуваат сите можни, излегува тетратката пред вас и сите можни опции за да ја сликате тетратката, за да може да ми ја оставите и да ми ја испратите подоцна. Значи, кога ќе сликате со камерата, еве како изгледа сликата. Значи, веднаш се поставува самата, ќе видите, само што ќе кликнете на сликата да сликате со апаратот, веднаш се поставува самата слика. Тука имате опција да ја даунлодирате, значи да ја спуштите во самиот телефон, или да ја отстраните доколку мислите дека не е добро сликана. Понатаму, иначе сте напишале домашно македонски јазик, каде што ученикот пишел во тетратката конкретно за ракописни букви и треба да ми го покажете тоа. Значи тоа ќе го сликате. Сега сте работеле по општество или по математика. Значи сте работеле со тоа што сте го напишале работниот лист во компјутер. Значи повторувам, не мора да се пишува на компјутер, може и во тетратката, со тоа што само ќе ми испраќате слики во задача. Одиме на наредното објаснување, значи сега сакаме да прикачиме документ од компјутерот или доколку може во телефонот или на iPad-от или било каде да е ученикот. Значи кликнуваме повторно на Attach, ни излева мени, каде што го одбираме File from the computer. Наредно, одиме во Мои датотеки, значи тоа се датотеки кои ги имате во телефонот. Наместо директно да сликате, можете да сликате, да изберете да ги сликате сите домашни поред и да изберете од слики, па потоа да ги прикачите. Можете, доколку има задача дека ученикот треба да чита, да го снимате кај што чита, да го снимите со телефонот во видео и видеото тука да го прикачите. Или документи, односно ако имате iPad, може да се случи да работите директно на iPad-от, да се решат задачите и да го зачувате сето тоа како документ. Значи, вие одбирате која опција ќе одберете. И понатаму, ја одбирам јас овде во случајот Сунја одбрала општество, утврдување на темата и кликнувате само во крупчето што е отстрана, за да знаете дека тој документ сакате да ви се прикачи. Кога ќе го кликнете тоа, ќе видите дека, еве во овој долен дел, дека општество утврдување на темата, значи сликата што ја сликав тастатурата и општество утврдување на темата ми се задачите извршени, односно сум ги прикачила потребните документи. Тогаш кликаме на Turn in Assignment, тоа значи дека сакам да ја прикачам задачата, уште еднаш горе ќе ви отвори ново прозорче, каде што ве прашува дали сте сигурни дека сакате да ја прикажите задачата. Притискате на Turn in и автоматски добивам известување дека задачата е прикачена. Значи гледате ова сликав од претходните задачи што учениците ги работеа, значи тоа е од 26 март повторно. Тамара Мојсовска и Христијан Водиловски гледам дека направиле submission на, односно ги ставиле, ги одговориле директно во задачата. Значи, уште еднаш ви повторувам, ве молам, немојте да постирате на зидот и немојте да постирате во пораки, заради тоа што немам увид кој ученик што напишал. Со секое притискање на assignments, значи на овој дел, добивам известување дека задачата е запишана и можам многу полесно да се организирам и да ги прегледувам задачите. И уште една работа, ви молам, домашните задачи да се извршуваат до 8, до 7 или 8 вечерта. После и праќајте ги во периодот од 7 до 8 вечерта. Значи, од 7 до 8 вечерта. Ве молам, немојте преку цел ден, заради тоа што добивам постојано нотификации и не можам да ги проследам сите задачи. Кога од 7 до 8 ќе ги проследам сите, ќе направам список кој напишал и што напишал и ќе можам да имам увид кој и како реши. Се надевам дека ова ќе ви помогне полесно да ја користите Edmodo апликацијата, односно платформата. Ви благодарам многу за безрезервната поддршка и помош која постојано ја добивам од вас и се надевам дека наскоро ќе се видиме во нашата училница.